на Дину. Будимир, обид Ферзалиева да вкрсти, да создаде вишок играч, меѓутоа фаулирана сега Кастратовиќ. Стартуваше Вероника Ковач, искусна 28 годишна ракометарка. Најчесто игра во одбраната. Корпулентна, 175 сантиметри. Кастратовиќ ќе имали позиција до Платон и да видиме, бие Платон, меѓутоа изнудува удар од 7 метри. Испредна одлука, бидејќи стартуваше Тимеа Тот. Ќе биде ова прв удар од 7 метри. 50% реализација имаше нашиот шампион во Будимпешта, а серијата овде започнува Олга Бујанова. На голот Тимеа Шугар. Бие Бујанова, нема промашување. Прв гол и за неа од 7 метри за водство од 4:2 на нашиот шампион. Реков 2 гола. Победа ни е доволна се до резултатот 27:25, а потоа, имајќи предвид дека ќе се сметат головите постигнати на гости, доколку ја надмине границата 25 гола Херц, ќе мора Кометол да слави од 3 гола. Веруваме дека до такво нешто нема да дојде, меѓутоа убава комбинација и сега имавме и среќа, бидејќи Падар ја погоди само стативата. Да видиме патем и жолт картон за Анжела Платон, која судиите велат дека направила прекршок за втор удар од 7 метри. И повторно Агнес Фаркаш, таа е задолжена за изведување на овие удари. Ќе мора да се интервенира на подот. Еден рекламен блок. Доколку го нема, се враќаме со вториот седмерец за Херц. Останува на голинијата и прекрасна интервенција на Дину. 2 нереализирани удари од 7 метри за Фаркаш. Одлично се тоа го прави Дину. Веќе знаете колку мотивирачки делуваат овие одбрани. А да видиме Ферзалиева контра, има гол! Прв гол за Ферзалиева, пети за Кометал, за водство од 5:2 и за Делириум во салата. Сите се на нозе, се бараше билет повеќе, реков 4000 љубители на ракометот во Кале со максимална поддршка на нашите ракометарки. Платон задолжена веројатно за сите оние обиди на Фаркаш да дојде тука на позицијата од 6 метри да бие од непосредна близина. Токму Фаркаш не се решава, шити запрена, Фаркаш бие нова одбрана. Веќе четврта на Дину. Обид за контра, да видиме Ферзалиева ќе успее ли да прифати, сепак не се лизна. Можност сега за Киршнер на спротивната страна, блокира Платон. Дину прекрасно со пета интервенција ја исфрла топката во аут, меѓутоа ќе остане Херц во напад. 5:2, водство на Кометал, 10 минути игра во првото полувреме. Стигнавме до онаа посекувана разлика, меѓутоа се уште сме на самиот почеток на надпреварот. Сега Фаркаш на централната вековска позиција. Шити, имаше овде многу елементи на пробивање, токму така. Мало недоразбирање меѓу судиите, меѓутоа Долејц, кој беше таму зад нашиот гол, покажа дека е ова класично пробивање за дотнета реакција, меѓутоа ова ќе биде топка за нас. А да видиме дали Адријана Будимир, не, Наталија Малахова се жали на повреда, меѓутоа и таа, како и сите други, е голем борец и не може да почувствува повредата, имајќи предвид дека оваа атмосфера секого ќе го дигне од подот, ќе го натера едноставно да ги исцеди до максимум, до последен атом своите сили во ова големо финале. Го гледате студијата, реков пред малку мало недоразбирање, меѓутоа и Кус прекина на надпреварот, не знам што е причината. Председателот на Кометал Ѓорче Петров, забележувам тука дека се упатува кон записничката маса. 10 минути и 6 секунди мина од првото полувреме. 5:2 водство и напад на нашиот шампион. Стандардна формација Будимир, Олга Бујанова и Индира Кастратовиќ на бековските позиции. Ева Кастратовиќ дали ќе стигне уште еднаш во позиција, изблокирана за прекршок од 9 метри.
11-та минута од надпреварот, 5:2 водство на нашиот шампион со трите гола на Кастратовиќ и по еден гол на Бујанова од пенали. Ферзалиева секако одигра, имавте можност да последите, а ева и Будимир. Конечно, откако 60 минути не постигна погодок Адријана Будимир, ракометарката која го реши дуелот со Ларвик, еве сега во својот прв побед се запишува во листата на стрелците. Кометал води со 6:2. Реков, ја измачуваше она операција на забот на умникот од туга и неподготвена влезе во оној надпревар во Будимпешта, меѓутоа очекуваме сега да го даде својот максимум. Обид од крилна позиција не успева Мравикова, нова интервенција на Дину, 6-та поред, меѓутоа имаше и прекршок за 9 метри. Нема да биде ова аут за Кометал, имајќи предвид дека не можам да го слушам свирчето, но според гестикулациите на судиите се обидувам да ве информирам за какви пресуди станува збор. Се обиде и Бенијач, меѓутоа нанижа 7 интервенции. Дину која е управа Ферзалиева во контра, 7 метри. Ќе биде ова втор удар од 7 метри и жолт картон за Мравикова, словачката интернационалка. И натаму едноставно не стигнува атмосферата во салата на Кале, а Олга Бујанова беше успешна во првиот обид, по втор пат застанувала на линијата од 7 метри. Овој пат Шугар поуспешна од неа, покажа Шугар дека и таа, како и нашата Дину, специјалист за удари од 7 метри, имаше еден одбранет удар и на надпреварот во Будимпешта останува 6:2. Солидна предност, 4 гола разлика за Кометал. 7 метри велат судиите. По трет пат ќе имаат можност да изведат најстрога казна ракометарките на Херц по прекршокот над Фаркаш. И дали сега со број 15 Естер Шити ќе се упати на линијата, како Фаркаш не успеа на два пати. Дину разбирливо останува на голот. Обид за лоп и повторно неуспешно. Едноставно ги заплашува Луменица со својата појава. Се сеќавате, почитувани гледачи, кога го скандираше романската публика нејзиното име на европското во Романија. Тогаш беше Хуцупан, сега од 4000 грла одекнува Дину и сосема заслужено. Кометал води со 6:2. И еве нов напад за нашиот шампион. Има ли простор за Будимир? Има, оди и Будимир. Меѓутоа имаше и прекршок. Дозволија судиите да упати удар Адријана Будимир, меѓутоа забележливо беше дека се наоѓаше под фаул, под прекршок и од тука откако не успеа да упати удар како што посакуваше, до судија во наша полза. Сега Кастратовиќ се обиде на брзина да заврши оваа акција, меѓутоа само во стативата немавме среќа, што гостинките разбирливо, имајќи го предвид нивното искуство, успеваат веднаш да го казнат, намалуваат на 6:3. Поглед и кон часовникот кој вели дека изминуваат 13 минути и 20 секунди од првото полувреме. Нашиот шампион има водство од 6:3. Кастратовиќ се обиде, прекршок. Остануваме ние во напад, а да видиме бараат унгарските интернационалки да се избрише подот во салата, да се создадат регуларни услови за игра. Морам да признам дека температурата, барем овде во највисокиот дел на салата, е сигурно 40 на степени. Сигурно не е ништо полесно ниту на нашите ракометарки долу на теренот, меѓутоа мотивацијата го прави своето. И да видиме, чекори велат судиите, дали ова сега една престрога одлука. Олга Бујанова направили чекор повеќе, не можев да забележам, не сум ни најсигурен, меѓутоа Фаркаш се обидува, веќе 9-та успешна интервенција на Дину, ја зафати топката со врвот на прстите, не дозволувајќи 184 сантиметри високиот бек на Херц Ференцварош, која против тимот на
будуćност од Подгорица во Будимпешта постигна цели, ни помалку ни повеќе 15 голови. Кастратовиќ